Добар ден, драги ученици. На денешниот час по математика ќе научиме како да правиме проценка, колку време ни е потребно за изведување на одредени активности од секојдневниот живот. Тоа ќе го научите заедно со мене, наставничката Татјана, професор по оделенска настава во трето оделение во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, село Драчево, Скопје. Како што најавив, денешната наставна единица е именувана како проценување на време. На часот ќе проценуваме и определуваме приближно време потребно за некои активности. Денешните цели на часот се: ги знае единиците мерки за време, знае со што се мери времето, проценува и одредува приближна вредност, ја разбира единицата мерка за време и потребата од проценка. Најпрвин да се потсетиме од минатите часови со кои мерки го изразуваме времето. Со час, со минута, со секунда. Исто така да се потсетиме дека еден час има 60 минути, а една минута 60 секунди. Со што го мериме времето? Времето го мериме со часовници. Пред да продолжиме со натамошните активности, ќе ве замолам пред вас да го имате вашиот училишен прибор, односно приборот за пишување, тетратката по квадратчиња, односно по математика, и еден часовник со стрелки, со кој што ќе може да мериме време поминато во минути и во секунди. Треба да знам колку време ми е потребно за миење на забите. Треба да знам колку време ми е потребно да го изедам својот училишен оброк. Треба да знам колку време ми е потребно наутро да се облечам и колку време ми е потребно да стигнам од дома до училиште. Зошто ми е потребно да го знам ова? Ако наутро правилно го испланираме времето, односно ги завршиме своите утрински обврски, во училиште ќе стигнеме во точно определеното време, односно пред започнување на првиот час. Што ќе правиме понатаму на часот? Најпрвин ќе проценуваме, потоа ќе мериме со часовникот и ќе запишуваме колку време траат одредени активности. Што ќе мериме сега? Пред нас имаме еден текст, дел од текст, напишан со печатните латинични букви, кои што досега сме ги изучиле, и најпрвин да процениме колку време ќе ми биде потребно за да го прочитам овој мал извадок од еден текст. Потоа, вие, додека јас го читам текстот, на вашите часовници ќе мерите и ќе го дознаеме точното време потребно за читањето на овој текст. Најпрвин да процениме. Јас мислам дека потребно ми е околу 25 секунди за да го прочитам овој мал извадок од текстот. А сега, јас ќе почнам да читам, а вие на часовниците ќе мерите и ќе определиме на вистина колку време ми е потребно за да го прочитам текстот. Започнувам. Зоран е мал. Тој не успева правилно да изговори неколку гласови. Например, за рака вели лака, за сок вели ток. Зборот врата го изговара влата. Еден ден го заболе забот. Мајка му го одведе на заболекар.
Ајде, ученици, да видиме колку време ми беше потребно за да го прочитам овој текст. На часовникот пред мене, јас измерив дека ми беше потребно 1 минута и 20 секунди. Значи, мојата проценка не е иста со измереното време. Одиме понатаму. Малку математика. Ке броиме броеви во рамките од 100 до 300, односно броевите во првата илјадарка, токму она што го учиме математика, и броејки ќе ги запишуваме. Најпрви да процениме колку време ќе ми биде потребно да бројам во рамките од 100 до 300, броејки по 10 и истовремено да запишувам. Мојата проценка вели дека ќе ми бидат потребни околу 2 минути. Сега да видиме, ученици, кога јас ќе почнам да бројам и ќе запишувам во тетратката пред мене, вие на часовниците што се пред вас ќе го броите времето, колку време ќе биде потребно, односно ќе измине, додека јас избројам од 100 до 300 бројки по 10. Започнувам. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. Ајде, ученици, колку време беше потребно за да избројам од 100 до 300 бројки по 10, а истовремено и запишувајќи во тетратка. Мојот часовник покажува дека ми беа потребни 1 минута и 20 секунди. Секојдневно одиме на училиште. Јас проценувам дека времето кое што го поминувам секојдневно во училиште е околу 3 часа. Ајде сега да видиме на вистина колку време поминуваме во училиште во еден наставен работен училишен ден кога имаме по распоред 5 наставни часови. Според распоредот, еве, имаме македонски јазик 40 минути, потоа мал одмор од 5 минути, па математика 40 минути, големиот одмор 20 минути, потоа природни науки од 40 минути, па мал одмор 5 минути, четвртиот час музичко образование 40 минути, мал одмор од 5 минути и последниот, односно петиот час физичко и здравствено образование 40 минути. Сега да ги собереме часовите, односно нивното време траење во минути и да направиме точна математика, што би се рекло, колку време поминуваме ние во училиште. 40 плюс 5 плюс 40 плюс 20 плюс 40 плюс 5 плюс 40 плюс 5 плюс 40 е еднакво на 235 минути. Ако еден час трае 60 минути, тогаш 2 часа се 120 минути. 3 часа 180 минути. Тогаш 235 минути е еднакво на 3 часа и 55 минути. Што значи еден училишен наставен ден од 5 часа всушност е 3 часа и 55 минути. Времето поминато во училиште е 3 часа и 55 минути. Зошто треба
да го проценуваме времето. Ако правилно го испланираме времето, секојдневните обврски ќе ги извршуваме навремено и точно. А тоа значи дека секој изминат ден ќе ни биде продуктивен. Тоест, времето ќе ни биде правилно потрошено. А сега, драги ученици, во работната тетрадка по математика, на страна 37, имате токму наставна единица за проценка на време. Вашата обврска ќе биде да ги решите овие понудени задачи. Ви благодарам на вниманието и се гледаме на следните часови.